Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и действување на владата на Република Македонија. Вака говореше Заев во моментите кога го доби мандатот за состав на владата од тогашниот претседател Ѓорѓе Иванов. 5 години подоцна јасно е дека вистината е друга. Тиранската платформа која пред албанските гласачи беше позитивна реалност, а пред македонските не постоеше, можеби единствен речиси целосно реализиран проект за 5 години владење на оваа гарнитура. Во тој период, очигледно кратка беше меморијата на Зоран Заев на 17 мај 2017, платформата која што во Вила Водно не постоеше, на 21 март таа година во прес-салата во Собранието, беше реалност со позитивни страни. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме. Имаме позитивен аспект на платформа. Не само што не избегаа, туку и речиси целосно ја исполнија да почнеме од албанскиот јазик. Во точка 1 од документот поддржан од сите албански партии во Македонија пишува целосна јазична еднаквост и употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта, исполнето уште пред 4 години, кога на 11 јануари 2018 во Собранието беше изгласан законот за употреба на јазиците. Констатирам дека законот е донесен. Во точка 3 пак се вели дека треба да се создаде комисија за финансирање на општините и Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците за поттикнување на економскиот и социјалниот развој во неразвиените подрачја. Исполнето, комисијата официјално ја нема, но во 2018 година усвоен беше закон за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа со кој се финансираа неплатените а доспеани долгови. Формирано беше министерството со кое раководи Груби. Какви проекти работи оваа институција не се знае, но се знае дека има дури 404 вработени и нов модерен објект во центарот на Скопје, каде Груби се всели символично или не на роденденот на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Денес се наоѓаме во новиот објект на владата на Република Северна Македонија, каде помеѓу другите институции ќе биде и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Во точката 4 стои правишна застапеност во органите за безбедност, војската, разузнавањето и правдата во сите нивоа на централната власт, јавните служби, предпријатијата со јавни акции. Исполнето, албанците добија заменик министри во МВР и одбрана, директорско место во Агенцијата за разузнавање. Исполнета е и точка 5 која гласи унапредување на статусот на албанците во Македонија во државотворен народ. Со уставните измени поради преспанскиот договор, албанците влегоа во преамбулата, односно на место македонскиот народ и заедниците на албанците, турците и слично, се воведе терминот македонскиот народ и делови од албанскиот народ, турскиот и така натаму. Со оваа наведу мала промена, де факто албанците станаа државотворен народ. На 11 јануари 2018 со промените во законот за јазици, исполнета беше точката 6 каде пишува: Уставот на Македонија треба да одреди дека македонскиот јазик со кирилско писмо и албанскиот јазик со неговата азбука се официјални јазици во Република Македонија. Како реализирана можеме да штиклираме точка 7 каде е запишано целосно обелоденување на прашањата за судските процеси како Сопот, Бродец, Монструм и Диво населје преку посебна истражна комисија или меѓународно независно тело. За случајот Сопот сега непостоечкото СЈО го повлече обвинението, бидејќи немало докази, па претходно осудените добија слобода. Судењето за Монструм беше вратено од почеток, но казните беа потврдени. Токму за овој договор говореше и Ахмети. Natë marrëveshja është ligji për gjuhën shqipe, natë marrëveshja është që duhet kërkuar hetim apo monitorim ndërkombëtar për disa raste, si rasti Monstrës, si rasti Kumanovës. Gjithmonë I kemi përsëritur me tash e sa kohë që ka ndodhur. Расти и Бродеците. Исполнети беа и точките 9, 10 и 11, односно албанските партии се ангажираа во мисијата за членство во НАТО, беа вклучени во преговорите со Грција, а главен преговарач со Бугарија сега не Бујар Османи. Интегрирано се менаџираат и границите со Косово и Албанија, отворени беа и нови гранични премени кон овие две соседни земји. Се ова што е исполнето од платформата која за власта не постоеше, а беше подготвена во Тирана, со поддршка и покровителство на албанскиот премиер Еди Рама. Единствени точки неисполнети се втората и осмата, односно се уште не е отворена дебата за промена на знамето, химната и државниот грб, а не е изгласана ниту резолуцијата, со која ќе се осуди наводниот геноцид врз албанците во периодот од 1912 до 1956 година.